Почитувани граѓани, почитувани новинари, сакаме да известиме кумановската јавност во врска со моменталниот хаос кој владае во Кумановската болница. Сакаме да му се обратиме на човекот кој минатата недела во Собранието на Република Македонија ги удри микрофоните и наместо тоа да му порачаме да обрне внимание на начинот на работењето на јавната здравствена установа Општа болница Куманово, која е по директни ингеренции на Министерството со кое тој се гордее. Доколку влезете таму, ќе се соочите со една грда слика која ни оддалеку не доликува на рекламите кои ги гледаме во провладините медиуми. Господине министер, дојдете во Куманово и прашајте ги пациентите и вработените како го поминаа викендот, предходните денови, а најверојатно и следните денови. Иако грејната сезона е започната уште пред скоро месец дена, за Кумановската болница тоа правило не важи. Пациентите не можеа да се стоплат ниту со чебиња донесени од дома, а вработените со смрзнати раце и во ладни простори работеа и спасуваат човечки животи. Вака ли се чува здравието на граѓаните на општина Куманово? Господин министер, кажете колку средства одвојувате за проектот Дисперзирана клиника и колку средства одвојувате за исплата на овие лекари, кога истите немаат апаратура на која што треба да работат. Што всушност тие работат? Апаратурата има само во вашите рекламни спотови, кои се платени од наши народни пари. На одделот гинекологија и кошерство нема ниту еден ултразвучен апарат. Новиот е расипан уште во јуни оваа година, а останатите два се полуисправни. И вие ни зборувате за инвестиции во здравството. Кого лажете? Онаму каде што секој ден се раѓаат нови животи, се работи во субстандардни услови, каде нема ниту од вашето европско здравство. Слично и на останатите одделенија. Кого и да прашате, ќе ви го каже истото. Ни праќате лекари од клиника, а постоечкиот персонал лекари, анестезиолози, медицински сестри, техничари, болничари, не може да ги обслужат поради вака постоечката нивна преоптеретеност. Кој е ефектот на сево ова? Зошто ги девалвирате лекарите од болницата во Куманово, ангажирајќи лекари од други градови за вршење на дежурства за цена 3 пати повисока од она на нашите специјалисти? А на конкурсите за лекари не се прима кадар кој е многу близо до звањето специјалист, само затоа што не припаѓаат на вашата партија. Примате лекари без положен државен испит, туку што дипломирани, без ниту еден ден работно искуство. Зарем ова не е срамно? Кој ќе ја понесе одговорноста? Во болницата која се грижи за здравието на околу 150.000 жители, секојдневно има недостаток на основни средства за работа. Дезинфициенси, вати, игли. Дали со ова се докажува домаќинското работење за кое вие толку се залагате и секојдневно го нагласувате? И на крај, какво е ова здравство на кое што сте толку горди, ако пациентите сами си ги купуваат најголем дел од лековите кои треба да ги примат во болницата? Размислете сега и кренете ги микрофоните доколку имате што да кажете. Ви благодарам. Некои прашања? Вчера од Унија на млади сили на ВМРО ДПМН Куманово бевте обвинети, остарија локалната самоуправа беше обвинета дека троши пари на кич, на поп-фолк и слични работи. Конкретно беше критикуван концертот на Ана Роск. На Елена Роск. Што имате да кажете за тоа? Во врска со тоа, значи би сакале да ги демантираме владеачката партија, значи партијата ВМРО ДПМН, и би сакале да кажеме дека градоначалникот и локалната самоуправа овие концерти ги организираат за сите граѓани на општина Куманово, без разлика на верска, политичка припадност. Значи секогаш овие концерти се организираат по повод некој настан, значи или Нова година, или во овој случај како што беше празникот на градот. А исто така би сакал да подсетам дека критикувачите на ова, значи од ВМРО ДПМН, секогаш седат во првите редови кога има концерти организирани од нивната партија. Значи дали тоа е во Скопје, дали е во Прилеп. Значи имаме такви примери.